Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Економското училиште Прилеп домаќин на првиот меѓународен средношколски форум Економиум. Прилепските пожарникари со показна вежба го одбележаа меѓународниот ден на пожарникарите. Од Европското првенство, футсалците од Ричко се вратија побогати со пријателства и спортско меѓународно искуство. Нов музички спектакл утре вечер со битолскиот оркестар Дива во Цепенков. Приведени двајца во Прилеп без возачки дозволи, едниот бил пијан и се обидел да избега. Времето денеска умерено сончево и потопло. Урбан маркетинг. Шивачка работилница Колори ателје во уличката кај Шарена чешма во Прилеп, улица Киро Пајмаковски, број 16. Телефон за контакт 076 204 820. Колори ателје, кај нас муштеријата секогаш има предност. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, Агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Согласна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Во Средното општинско училиште Кузман Јосифовски Питу Прилеп, економското училиште, за прв пат се одржа меѓународен средношколски форум Економиум, на кој учествуваа представници од економски училиште од Македонија, од две училишта од Република Србија, од Сомбор и Ниш, од економскиот факултет Прилеп, од компании во кои се обавува практичната настава, поранешни ученици, представници од Советот на родители, ученици. Манифестацијата се одржа под покровителство на општина Прилеп и градоначалникот Дејан Продановски. Форумот гости имаме од соседна Србија, од средни училишта, низ Македонија економски училишта и сметаме дека е време да ја прикажеме економската струка како струка која што не значи само седење во канцеларија и работење административна работа, туку струка која што е двигател на општеството и која што единствена струка која што вложува во вештините на самите ученици. И во моментов како локална самоуправа со општиот сектор во администрацијата размислуваме како уште повеќе да ги приближиме кадрите кои што ги произведува средното образование кон пазарот на трудот, односно да ги доближиме до барањата на стопанствениците, да бидат подготвени за да ги прифатат во нивните производствени процеси или во процесите на работа. Особено чест и задоволство ми е денес што сум присутен на еден ваков интересен настан кој што е од важност и за градот и за младите од овој град. Посебно сум почестен бидејќи сум претходен ученик во ово училиште и како таков верувам дека представувам позитивен пример за повеќе идни генерации кои што треба да го продолжат образованието во училиште бидејќи е едно од најдобрите во Македонија во областа за економијата и право. Пожарникарите од територијалната противпожарна единица Прилеп денеска преку показна вежба во центарот на Прилеп и презентација на противпожарната опрема со која располагаат го одбележаа 20 мај денот на македонските пожарникари, ден посветен на пожарникарите и нивната улога во заштитата на граѓаните и имотот. Да излезиме малку надвор од рамките на територијалната противпожарна единица од седиштето, дојдовме овде во центарот на градот. Една убава гледка, нашите најмлади, токму таа и пораката која што сакаме денес да ја испратиме. Прво, покрај честитката за пожарникарите,
да им честитам за храброст и за се она што прават за спасување и заштитување на населението, имотот на населението од несакани појави, иако важи дека се само пожарникари и заштита од пожари, меѓутоа имаат и добро организирана спасувачка екипа и се вклучиле во сите акции кои што биле по одредена загрозена на безбедноста на нашите сограѓани. Честит нека им е празникот, им посакувам што е можно помалку работа овде на територијата на општина Прилеп, а се надевам дека во периодот кој што следи, а и сите најави кажуваат дека дополнително технички би ги збогатиле за да може да ги извршуваат своите работи со посовремени методи и со современи технички средства кои што се потребни за нивната работа. Ги слушате гласовите. Сакавме да ги донесеме учениците од основните училишта овде да се запознаат со пожарникарството и се надевам дека во Прилеп ќе се развие уште една гранка, така да речем, на доброволно пожарникарство. Има некои организирани творби, но цела Европа работи на системот на доброволни пожарникари и сметам дека тоа е следните чекори кои што треба да ги преземаме. Центарот за култура Марко Цепенков подготвува нов музички спектакл со битолски оркестар Дива. Утре, 21 мај, четврток од 20 часот, во големата сала од Центарот, публиката ќе има можност да ги проследи најдобрите музички поп и рок хитови MTV Hits Volumen 2 во изведба на солистите Наде Талевска, Полина Тасева, Бојан Стојков, Александра Трајческа, Јасна Димитриовска и Огнен Димовски. Како и секогаш, вечерта ќе биде исполнита со емоции, ритам и чиста музичка магија од најдобрите музички времиња. Од Европското првенство за средношколци, футсалците од Ричко се вратија во Прилеп побогати со пријателства и спортско меѓународно искуство. На Европското македонскиот шампион во футсал се представи во најдобро можно светло и го освои 7-то место. Изненадени стварно, во шок бевме, се растрчавме сите на сите страни, барем да обезбедиме, ако можеме ние, ни каже дресој, нешто за децава, да ја представите држава како што треба. Колегата тука со Жане, колешката, се растрчаја, најдоја, обезбедија шорцој, обезбедија и тренерки направи се што треба и на тој начин бевме спремни да заминеме. Меѓутоа, најголем хендикап беше тоа што екипата не ни беше формирана. Тие деца ланските што беа државни праваци завршија, бевме во многу послаб состав, меѓутоа пропозициите дозволија да се зема 3 до 4 ученици од другите училишта. Така ние се појачавме со деца што тренира од другите училишта, барем што се активни, неуиграни, стварно се мислене што понатаму, неуиграни, појдовме. Значи без ни еден тренинг. Немавме многу време за подготвување, беше се 5 до 12 да речам, така дојде и повикот, појдовме неспремни, без ни еден тренинг настапивме. Тамошните тренери со кои се сочивме беа стварно изненадени што кога ние кажавме дека таму појдовме на 4 дена пред надпреварувањето да започне, ние тогаш правевме екипа и без ниту еден тренинг отидовме таму и го направивме тој успех што беше. Тие беа стварно зачудени, едноставно нема одговор, само пуштија рака и рекоа браво. Најпрво едно многу големо искуство за сите нас од училиштево. Имаше учесници од разни држави, имаше убава дружба, имаше свечено отварање, имаше прослави на кои сите бевме заедно, имаше многу убава дружба со сите учесници на турниров. Од полициската хроника 2 пријави од реализирани сообраќајни контроли во Прилеп на прилепската полиција. Возач кој што под дејство на алкохол управувал автомобил без возачка дозвола и се обидел да избега, како и возач од Скопје кој не поседувал возачка дозвола. На 19 мај во 23 часот и 45 минути на улица Кораб во Прилеп, полициски службеници од МВР Прилеп го лишиле од слобода ФА 45 годишен од Прилеп. При контрола во сообраќајот, полициските службеници дале знак за запирање на патничкото возило Volkswagen Golf со прилепски регистарски ознаки, кој го управувал, при што тој ја зголемил брзината и се обидел да побегне, но набрзо бил запрен.
По извршени проверки било констатирано дека го управувал без возачка дозвола и под дејство на алкохол, односно му биле измерени 2,01 промили алкохол во крвта. По целосно документирање на настанот ќе следува соодветна пријава. Истиот ден, во 17 часот и 20 минути на улица Александар Македонски во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишиле од слобода СП, 34 годишен од Скопје. При контрола во сообраќајот, полициските службеници сопреле патничко возило Алфа Ромео со скопски регистарски ознаки и по извршени проверки било констатирано дека го управувал без возачка дозвола. По целосно документирање на настанот ќе следува соодветна пријава. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Минималната температура во Прилеп се спушти до 9, а максималната достигна до 22 степени. Во наредните денови ќе се задржи променливо облачно време. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец со брзина од над 50 км на час. Утре, четврток, ќе има изолирана појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Во петок и во деновите од продолжениот викенд, на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, 2026 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.